Поутрено може да забележите дека е ведро, нема врнежи од дожда, некако сме веќе навикнавме на врнежите во последниот период, имајќи во предвид дека Струмица беше еден од градовите со најмногу количество на наврнати секако на метар кубен дожд, но овој дожд е добредоден пред се за земјоделците овде од регионот, имајќи во предвид дека акумулациите и браните се жедни за количества на води во пресрет на новата сејдба или пак нова земјоделска сезона. Останатите се одржини кои што би сакал да ги споделам е тоа дека аерозагадувањето одамна го нема, барем она што го имаме како информација, дека во Струмица ќе се гради нова парка или нова јавна зелена површина, зашто струмичани преку форумот на заедницата донесоа одлука и ќе биде финансирано од ЮНДП, а продолжувањето на паркот на 1,2 хектари ќе има и прекограничен проект со соседна Бугарија. А кога сме кај сервисите информации, јас би сакал да споделам за една ова вест која што доаѓа од општина Ново Село. Имено ова општина заедно со општина Ешелон од Швајцарија одбележа 20 годишнината од склучувањето на пактот за стабилност или меморандумот за соработка помеѓу овие две локални самоуправи. Ешелон е една од ретките општини каде што живеат голем број на македонци, според мошниот градоначелник кој што беше во посета на Ново Село Серж Борник. Околу 7.000 македонци живеат во општина Ешелон, од кои што најголемиот дел се од општина Ново Село. Од таа причина е склучен и тој меморандум за соработка од пред 20 години, кој што секако на новоселчани носи можност за збогатување на понудата, но и за било каква помош и подршка од своите сонародници кои што живеат во Ешелон. Јас би сакал да ја слушнеме сега да ги слушнеме изјавите на првиот човек на Ново Село Ѓорги Божинов и на Македонското добротворно друштво Никола Мирчев, кои што беа во Ново Село секако на подпишувањето и одбележувањето на денот на пријателството меѓу Ново Село и Ешелон. Тоа е еден документ кој што низ годините се има претворено во една долгорочна врска помеѓу Македонија и Швајцарија и заеднички даваме, тоест тие дават особено голема поддршка за нас македонците. Јас имав можност во изминатите 3 години да ја видам огромната поддршка која што градоначалникот Серж Борник на Ешелон ја дава на македонците и можноста ние како македонци да ја презентираме и нашата култура и нашите традиции. И затоа во еден свечен чин денес посадивме дабово дрво, кое што е всушност и на знамето на општина Ешелон, во знак на долгорочно пријателство и за да оставиме апел за годините кои што доаѓаат да се поддржуваат и градоначалниците кои ќе дојдат после нас да имаат соработка и да го поддржуваат македонско-швајцарското пријателство. Видите, значи денес како прво дојдени во Македонија специјално да го прославиме пактот на пријателство кој е уште од 2005 година донесен склучени измеѓу општина Ново Село и Ешелон. Ешелон е место кај што живеат 600 македонски семејства и центар на некој начин на македонците во Швајцарија, ова е поточно во францускиот дел на тоа. Пактот за пријателство е многу битен и значаен за македонските граѓани кои се живеат и работат во Швајцарија и мене ме радува како претседател и член на ова друштво што денеска ова идеја роди плодови и ова соработка се продолжува и понатаму. Пред да се одјавиме овде од Струмица, уште една информација од југоистокот пред заљубителите на одбојката дека во Радовиш од денеска започнува завршницата од одбојкарскиот клуб на Македонија. Денеска се полуфиналните надпревари во машка конкуренција, каде што и актуелниот шампион, односно струмичкиот клуб Струмица, кој што ќе игра со Борис во 19 часот, а во 16 часот ќе погада со Работнички. Утре на програмата се полуфиналните двојки во женска конкуренција во Радовишката спортска сала. Во 16 часот Маковска вели игра со Хитфан, додека Работнички Скопје со Јанта Волеј во 19 часот. И кога сме кај одбојката, од вчера информацијата дека стратегот Кире Ричлиев веќе не е прав тренер на актуелниот шампион на Струмица. Ванер Истоманов ќе го предводи тимот на Струмица во завршницата од одбојкарскиот клуб.
љубителите на спортот и одбојката нека повелат во Радовиш секако на одбојкарските надпревари и да дознаеме кој ќе биде новиот освојувач на купот во одбојка. Студио